На самиот почеток имаше многу прашања деновиве, што ќе правиме. Изборот секогаш бил еден и единствен. Ние продолжуваме понатаму. Продолжуваме, само ја прошируваме формата, ја подкрепуваме и со правниот момент кој што го најавуваме веќе подолго време. Па така, би сакале да кажеме дека на 78-миот ден од почетокот на нашите протестни активности најавуваме дека истите ќе започнат да ја добиваат и својата правна поддршка, односно новата форма која што ќе е нашето клучно оружје во периодот кој предстои. Јавноста е добро информирана за сите неуставни и незаконски дејства кои беа преземени од страна на тиранската коалиција при обидот за избор на собраниски председател, извршувајќи акт кој е во целост спротивен со уставот и законските нормативи во Република Македонија. Да подсетиме, на 27 април, по прекинување со работа на седницата во 18 часот, без да се закаже нова, без да бидат поканети сите пратеници, без дневен ред, без стручни служби, без генерален секретар, без подготвена одлука, без да се утврди присуство на седницата, без да бидат поканети представници од други органи и владата на Република Македонија кои деловнички секогаш се покануваат, без да се образложи предлогот, без да се отвори расправа, без присуство на јавноста, без задолжителниот пренос, без записник и стенографски белешки, без заклетва на пропишан начин, без да биде формирана комисијата која има право да предложи други кандидати, без да им се даде право на други пратеници да предложат сами кандидати и да дебатираат околу нив. Тиранските коалициони партнери симулираа избор на нелегален председател на собрание. Односно, според уставот и законите, таков председател нема. Затоа, утре во Уставниот суд ќе поднесеме иницијатива за оценување на уставноста на изборот на Талат Џафери. Веруваме дека Уставниот суд честно и професионално ќе заврши својата работа и нема да дозволи преку вакво насилничко и флагрантно не кршење, туку дробење на Уставот на Република Македонија да се спроведува активка окупација врз нашата држава, рушејќи ги темелите на независноста на Република Македонија. Воедно, свесни за должноста на председателот на Републиката, се до судската потврда за нелегалниот избор на Џафери, во светло на најавените писмени гаранции кои ќе ги бара од мандатарот предложен од тиранската коалиција, да инсистира на најцврста формулација со која ќе се гарантира независноста и унитарноста на Република Македонија. Тоа е нашето барање. Знаеме добро дека мандатарот на тиранската коалиција е човек кому не може да му се верува и воедно затоа е првиот во историјата од кој се бараат вакви пишани гаранции со чие прекршување ќе сноси директна кривична одговорност. Председателот мора да бара гаранции, но граѓаните не може да си дозволат таков луксус од искуството со споменатиот мандатар на тиранската коалиција. Затоа ние ќе продолжиме будно да го следиме развојот на ситуацијата и нема да се ослонуваме на зборот на човек кој напати докажал дека дадениот збор за него не значи ништо. Разликата е што после ова, пишаниот збор ќе мора да значи нешто, односно секој отстапување од цврстите гаранции кои ги бара председателот ќе повлече негова кривична одговорност. Нашето движење значи не ги менува, туку ги засилува формите на отпор не само преку протести, туку и преку другите механизми кои ќе започнеме да ги употребуваме. Денес ги соопштивме правните форми, а за сите останати ќе известуваме тековно. Нашата битка продолжува исто како и протестните маршеви во првиот момент во кој ќе процениме дека е добро да се случат. Значи енергијата која што имаме на улица, мандатот кој што ни го даваат луѓето кои што во одредени денови беа и повеќе од 200.000 низ целата држава, се причината поради која што и досега сме го правеле ова и ќе продолжиме да го правиме. Само се менуваат малку по линијата на игра, бидејќи мораме да ја водиме оваа правна битка, единствениот механизам преку кој што ќе го докажеме сето она што не само го тврдиме, него искрено веруваме дека е така. Зборувам за повредата на законските норми. Затоа можеби ќе има некое така наречено редуцирање на протестните маршеви на улица, но истата таа енергија ќе се канализира, мора да се канализира преку во правната битка, ќе организираме и експертски дебати. Значи не само што не запираме, него продолжуваме уште појако него досега.